На вечерашен во вестите на телевизија Нова е професорот и политички аналитичар Александар Даштевски. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам за поканата. Така, слушнавме од прилозите некако се оставени градоначалниците, се чини дека и на нив не има јасно докаде им се можностите и што се можат да работат до спроведување на локалните избори. Слушнавме 15 октомври прифатлив датум за политичките партии. Ваше мислење, што до тогаш, како ќе работат општините и како ова ќе се одрази на граѓаните, пред се тие се најважни? Јас сметам дека ова е добра солуција денеска, нели, тоа излезе дека е дел од закон за локална самоуправа, дека мандатот завршува до крајот на годината и дека е добра солуција. Со таа солуција се сложија сите политички партии. Нормално имаше предлози од страна на ВМРО-ДПМН да бидат порано, меѓутоа не се прифатија од останатото мнозинство, но во секој случај меѓу другите предлози ВМРО-ДПМН го имаше и предлогот за 15 октомври да се одржат локалните избори, што е солидно време за подготовки и за одржување на локалните, а до тогаш ќе работат со некои скратени надлежности, бидејќи како што гледаме од прилогот, дека немаат право советите веќе да донесуваат одлуки. Така да тоа што е донесено е, ќе се реализира веројатно тоа претходно, меѓутоа нови одлуки немаат право да донесуваат, но еве кај нели октомври месец може до тогаш да се одлучат да се организираат и предвремени парламентарни избори, бидејќи нели тоа е барањето како што слушнавме и денеска. Да, лидерот на ВМРО-ДПМН е токму денеска изјави дека можеби тоа е вистинската дата за одржување на предвремени парламентарни избори заедно со локалните 15 октомври, но може ли да се случи ова? Па јас како што гледам, и сега како што гледаме сите, дека ова најверојатно ќе се случи, затоа што не функционира добро, не функционира државата добро, односно пред се собранието на Република Македонија, односно парламентот. Затоа што гледаме сега како ВМРО-ДПМН не го признава Талат Џафери за регуларно избран председател на парламентот и веднаш се создаваат тие проблеми, не може да се изврши координација на координаторите на претседничките групи да се договорат за елементарни прашања, а веројатно така ќе се одвива работата и внатре во парламентот, значи кога ќе треба да се дискутира по определени акти, по определени закони што ќе ги нели испрати владата на Република Македонија, која ќе се формира за решавање, односно приоритет ќе имаат реформите и нели реформите на Прибе, меѓутоа не знаеме дали ќе ги прифати другата партија и дали ќе бидат по мера на ВМРО-ДПМН, која има 51 пратеници, без која не може апсолутно ниеден закон со двотретинско мнозинство да се изгласа. Гледаме дека тука поголем дел од законите се гласаат со двотретинско мнозинство. Како што е сега конкретна ситуација за локални избори, ако не се согласува ВМРО-ДПМН, ние не можеме да имаме локални избори. Бидејќи за промена на изборниот законник е потребно двотретинско мнозинство, така што ќе не може да има ни локални избори, ќе не може ни еден закон од судството, бидејќи нели тоа беше главно во реформите на правосудството. Значи тие закони ќе не може да се донесат, така што работата на парламентот ќе се одвива отежнато. Да не говориме за животниот стандард кој е во слободен пат, а за кој некој треба да се грижи сега во ова, како да кажам, лимбо ситуација, на некој начин ги извршуваат само оние работи кои беа од порано ветени од претходно и веќе видовме 3-4 нови инвестиции кои се од порано ветени. Меѓутоа за нови работи ќе треба поголема подршка, ќе треба повеќе работа и ќе треба стабилна влада. Поради тоа и бара ВМРО-ДПМН нови предвремени парламентарни избори, затоа што се убедени, видовте и сами и денеска и вчера од анкетите на ИРИ не случајно ги прави тие анкети. Така, ќе погледнеме и подолу во вестите, ќе прокоментираме и за тоа. Значи, поради тоа треба да се направат нови избори, само би додал тука дека не треба да се сфаќа само со фактот на тоа дека ќе били исти резултатите. Тоа не е важно затоа што нели платформата, тиранската платформа излезе на 6 јануари, на Божик, тогаш се правеше за да се амортизира тоа дека да не се крева прашина, а изборите беа на 11 декември. Значи, на некој начин се работи за посизборна измама. И затоа кој ги слушам вака политичарите од СДСМ, пред некој ден Дања Манчевски, тоа минатиот викенд го објаснуваше, дека исти ќе биле резултати. Не се работи за резултатите.
се работи тука дека треба платформата да се стави на маса, односно во програмата и да гласаат граѓаните дали се за тоа или не се. Ако се за тоа граѓаните, нека се направи тоа, меѓутоа не да се дава тоа после избори и да се прави ова постизборна измама, затоа што вие најдобро знаете, вие ги следите најдобро протестите и на протестите е јасно дека има многу неутрални граѓани, па и оние што не гласаат на избори. Значи гледаме такви фаци покрај тоа што има од ВМРО ДПМН подршка и од СДСМ има гласачи, меѓутоа најголем дел од граѓаните се неутрални граѓани или граѓани кои не гласаат на избори, значи сега се погодени со оваа тиранска платформа и не би сакале да се направи нешто, да се договори нешто во парламентот, зашто тие не гласале и што може да ја доведе во прашање унитарноста на Република Македонија. Тука само би прочитал еден дел од платформата, бидејќи нели таа оригинална тиранска платформа која е направена 1998 година и која Талат Джафери ја стави на неговата маса во кабинетот кога го презема како начело на масата, демек тоа е најбитен документ кој на него му значи нешто. И сега патот за решавање во таа платформа која е околу 50 странички, вака вика: сите албанци независно каде се населени од оваа или онаа страна на границата, тоа значи во Албанија или во Македонија, Србија, Косово, внатре или надвор од етничките простори, посакуваат што побрзо обединување на нивните простори во една единствена албанска држава. Онака како што тоа го поставија во своите програми нивните големи преробеници идменати од МЕК, тука се мисли на Президентската лига. Значи, ако некој е во дилема дали се работи за федерализација или не се работи, они си напишале во програмата. Значи, тие 6, односно 7 точки што се во програмата, и затоа толку време се расправа дали да се објаснуваат или да не се објаснуваат. А тука е добро објаснето ако се прочита целата програма и зошто геноцид, значи да прогласиме ние геноцид и зошто да прогласиме фактички како да се доаѓа до тие граници, баш до тие кои они сакаат да ги стават во голема Албанија, од пред историјата па до денес. Значи се е јасно и гледаме пред некој ден излеже и во италијанските весници еден текст каде што вика дека Могерини и Ренци ја туркаат Италија кон геноцидна држава, затоа што Италија била на тие простори за време на Втората светска војна. И ако се потпише тој документ, така наречен, не е тоа платформа, него резолуција некоја за геноцид, тука апсолутно спаѓа Италија, бидејќи за време на Втората светска војна била на тие територии. Значи, тие правеле геноцид врз албанците, а на некој начин тоа и го има во платформата. Има дека они очекувале целосна независност од Италија, меѓутоа не добиле целосна, туку само административна, а целото друго управување и експлоатирање на нивните рудни и други богатства го правеле самите италијани. Така што не е баш толку наивно како што се зборува овде, нели поради овие големи отпори од народот, од ВМРО ДПМН, почнаа да ретерираат во некои делови од програмата, почна да ретерира СДС, па почна и албанските партии. Меѓутоа, ако се разработи добро, ако се прочита, ќе се види дека не е толку наивно, дека апсолутно се работи за еден документ кој е сериозен и кој сериозно ја подрива унитарноста на државата. Така е, на 3 дена сме до истекот на рокот за кој председателот на државата Ѓорѓе Иванов треба да одлучи дали ќе го даде мандатот на СДСМ и Зоран Заев. Гаранциите се усогласуваат, но се уште нема конкретни показатели каква одлука би донел председателот. Може тука да го погледнеме прилогот на колешката Виолета Стојменова, па ќе прокоментираме. Во петок истекува рокот до кога председателот на државата Ѓорѓе Иванов треба да донесе одлука за доделувањето на мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Се уште нема детални информации од кабинетот на Иванов и од Социјалдемократскиот сојуз за тоа докаде е усогласувањето на текстот за гаранциите за унитарноста на државата, кој председателот ги побара претходно. Неофицијално председателот Иванов кон крајот на оваа работна недела треба службено да отпатува во странство, што значи дека рокот за доделување на мандатот се намалува за ден-два. Од кабинетот на председателот нема потврда ниту дали се усогласува текстот за гаранциите со СДСМ како што тврдат од оваа партија. СДСМ и денеска преку соопштение истакнуваат дека се во фаза на усогласување на гаранциите за унитарноста со кабинетот на Иванов. Повикуваат Иванов да го даде мандатот и порачуваат дека парламентарното мнозинство ќе состави нова влада, затоа што тоа е избор на волја на мнозинството граѓани.
Македонија мора да оди напред и парламентарното мнозинство ги презема сите потребни чекори за тоа. Реафирмацијата на програмата на новата влада на унитарна Македонија, која ќе работи според уставот во интерес на евроатлантските перспективи, ги разбива сите неразумни аргументи околу мандатот, што Ѓорѓи Иванов е неопходно брзо да го даде. Новиот собраниски спикер Талат Џафери на брифингот за новинарите минатата недела рече дека ќе почека до 19 мај Иванов да го додели мандатот, а доколку тоа не се случи, ако му биде доставена програма и состав на новата влада од парламентарното мнозинство, тој ќе свика седница за неизин избор. Последниот став на председателот пак неговиот кабинет го соопшти откако Џафери минатата недела писмено го извести Иванов дека има формирано ново парламентарно мнозинство. Од кабинетот на шефот на државата преку соопштение се изјаснија дека Иванов очекува Заев да му ги даде ветените гаранции дека работата на идната влада нема да го загрози унитарниот карактер на државата, а председателот ќе постапи согласно уставот и досега воспоставената практика. Го потврдија непроменетиот став на Иванов дека така наречената платформа од Тирана, ниту било кој друг документ, акт или действие спротивни на уставот не може да биде услов или основа за формирање и дејствување на влада во земјава. А председателот Ѓорѓе Иванов и институцијата председател на Република Македонија и натаму уживаат најголема доверба кај граѓаните на земјава, покажува последната анкета на ИРИ. Анкетата покажува дека е поделено мислењето на македонските граѓани во однос на недоделувањето на мандатот за состав на владата на лидерот на СДСМ. Председателот Иванов и натаму ужива најголема доверба кај граѓаните на Република Македонија. Ова го покажуваат резултатите од последната анкета на ИРИ, спроведена од 4 до 12 март 2017 година. На прашањето какво мислење имате за институциите во Република Македонија, 42% од граѓаните се изјасниле позитивно за председателот на државата, 37% за владата, а 33% имаат позитивно мислење за собранието. Позитивното мислење за опозицијата изнесува 34%. Во однос на степенот на доверба кон институциите за сработеното во изминатата година, резултатите од анкетата на ИРИ покажуваат дека најголема доверба од 38% испитаниците имаат во македонскиот председател, споредбено со собранието со 23%, владата со 29%, локалната власт со доверба од 28%, ДИК со 25%, медиумите и судовите со по 21%. Најниска доверба имаат политичките партии со 16% и Комисијата за спречување на корупција со 15%. Македонскиот председател бележи тројно зголемен пораст на неговиот рейтинг на отворена листа, покажува ова анкета. И на листата на јавни личности во Македонија, председателот Иванов е со најпозитивно мислење од страна на испитаниците. На прашањето за кој од наведените јавни личности имате позитивно мислење, 41% од македонските граѓани го посочуваат председателот Ѓорѓе Иванов. Анкетата покажува дека е поделено мислењето на македонските граѓани во однос на недоделувањето на мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ. На прашањето дали ја поддржувате одлуката на председателот Иванов да не му го додели мандатот за состав на влада на лидерот на СДСМ, 45% од граѓаните се изјасниле дека ја поддржуваат таа одлука, наспроти 43% кои не се согласни со одлуката на шефот на државата. Според анкетата на ИРИ, 50% од испитаниците пак сметаат дека председателот Иванов треба да го додели мандатот на лидерот на партијата што има поддршката од мнозинството пратеници во собранието, наспроти 22% кои сметаат дека тоа не треба да го стори, се вели во соопштението од кабинетот на македонскиот председател. Анкетата на ИРИ е спроведена од 4 до 12 март 2017 година на репрезентативен примерок од 1108 испитаници. Професоре Даштевски, еве можевме да слушнеме од прилозите дека веќе истекува рокот, уште 3 дена до одлуката на председателот на државата Ѓорѓе Иванов, дали ќе му го додели мандатот за формирање влада на Зоран Заев. Што мислите каков потек ќе повлече сега Иванов, а нешто подоцна ќе прокоментираме и за анкетите? Да. Па јас, како што видовме сите вчера, имаше некои позитивни сигнали. Таа програма која носи Зоран Заев како мандатар кој би бил за избор на наредната влада. Значи, тука имаше сигнали дека може да се усогласи тоа, да се отклонат оние работи кои задираат во суверенитетот на државата, односно во унитарност на државата.
Меѓутоа, претпоставувам дека тоа не можат пак да се договорат помеѓу себе коалиционите партнери, односно албанските партии и Заев. Ке го убеди ли Зоран Заев председателот? Па и тука не зависи од него, зависи дали он ќе ги убеди Али Ахмети и другите лидери да се откажат од некои работи за подоцна, како што гледавме вчера овде во емисијата, дека некои работи може да се одложат, па да се дискутираат подоцна, бидејќи и така зависат од двотретинско мнозинство за кое ВМРО-ДПМН рече дека нема да гласа. Барем сега за сега, така што ќе видиме понатаму како ќе се развива ситуацијата и тогаш можеби ќе нешто ќе се случи. Меѓутоа, по ова сега што гледаме, дека се уште ништо не е направено на тој план, значи не е донесен таков документ кој би бил во смисла на барањата на председателот Иванов. Значи не се договориле помеѓу себе да се уважи тоа, а од друга страна пак гледаме дека председателот ќе патува негде на пат, значи тој рок ќе се пречекори од 10 дена. И сега тука е малку непријатно што оваа коалиција која што има намера да направи влада, сакаат да направат влада без да се додели мандатот. Што спрема мене... Ке се случи ли тоа? Можете да го повторно е направите? тоа противуставно, затоа што е членот 84 од Уставот вели дека председателот на Република Македонија го определува мандатот за состав на влада на Република Македонија. Значи, доколку го направат тоа, повторно прават нешто противуставно. И затоа она одлука која се донесе за избор на председател на собрание, која прекршуваше преку 20 члена од Уставот и Деловникот за работа на собранието на Република Македонија и од Законот за собранието, значи тогаш сите рекоа, па како тоа се прифати, затоа што ако правиме така, сите одлуки може да се носат спротивно на Уставот и на Деловникот. Така што сега нели на потек е Уставниот суд да одлучува за тоа. Денеска рекоа дека и иницијативата за заедничка Македонија ќе поднесе ново барање за испитување на уставноста на таа одлука. Вчера го слушнавме Талат Джафери на интервју на Канал 5, дека рече дека тоа не би требало да се упушта Уставниот суд, бидејќи наводно било тоа поединечен правен акт. Тоа не може, тоа секој студент на правен факултет во прва, втора година го знае, дека поединечен правен акт се однесува на одредено лице. Например, тоа може да биде сметка за од УЈП да биде решение или за струја, за вода и така натаму, што се однесува на одредена личност. Ова е општ правен акт, бидејќи се однесува на сите граѓани на Република Македонија и Уставниот суд што побрзо треба да одлучи, бидејќи нели треба да работи собранието. Ако донесе одлука дека е неуставно избран, тогаш треба да се повтори постапката за избор на председател на собранието и да се избере во уставна постапка. И овде не викаме ние дека можеби тој немаше да биде избран, меѓутоа постапката на кој беше избран беше противуставна и беа прекршени преку 20 члена од Деловникот, беа прекршени членовите од Уставот кои се однесуваат на тоа. Само членот што нели во Уставот пишува за конститутивна седница дека се одржува од 11 часот сабајле до 18 часот навечер, а ова се случи во 18:30, е доволен факт да се поништи таа одлука. Така што не знам како ќе биде, бидејќи ако тоа стане пракса, тогаш рискираме да во Македонија не владее правото, односно нема правна држава. На потек е сега Уставниот суд? Сега е на потек Уставниот суд и на потек е сега опозицијата, како што видовме ние, синој ќе сакав тоа да го напоменам, јас немам некои, да речеме, предрасуди од некои мои колеги, професори така натаму. Значи не знам дали гледавте професорката Гордана Силјановска. Исто така го оспори тоа, значи таа е исто една од најголемите експерти. Так. И јас тоа го кажувам, по-често го кажував и дента кога се случи тоа, јас кој вас во студио бев, меѓутоа отидов од 6 бев, тоа беше нели во 18:30, а јас бев од 18. Значи реков дека што и да се случи мора да се седне и да се разговара. Исто така и таа на крајот на емисијата рече дека мора да се разговара за да почне да работи собранието нормално и да почне да работи продуктивно, да донесува закони кои ќе бидат битни, кои ќе бидат важни за влегување на во ЕУ и НАТО, што нели ни е основен приоритет, за тоа и дојде до сето ово. Ајде малку и околу анкетата на ИРИ во однос на времето. Последните резултати од истражувањето на јавното мислење покажуваат убедлива предност на ВМРО-ДПМН во пресрет на локалните избори. Како го коментирате ова? Па јас го коментирам ова што така
така дојде постизборно ова тиранска платформа, не сакам, сега гледаме ние дека е тиранска затоа што е донесена уште 1998 во Тирана и ако ја прочитате ќе видите дека нема точка тука по оваа платформа што ја нема во таа на албанските партии. Бидејќи тие збореа дека во Охрид, во Скопје е направена, во Тирана, јас сметам дека таа ниту е направена од нив, туку е тоа еден појак чекор за заплашување на Македонија, на македонците и за, например, подстрек на тој што ќе ја прифати, затоа што нели кога ќе оние soft measures, лесни мерки, кога нема да дадат резултат, се применуваат оние hard measures. Така што со ова се заканува всушност на суверенитетот на државата и поради тоа сметам дека фактички дојде до тоа. Така што сметам дека тие работи треба да престанат ако излеземе на терен. Сега малку е напната состојбата, ќе видиме дека всушност меѓународот нема некои проблеми. Затоа што не се заинтересирани. Нема тоа што се зборува овде дека не се остваруваат човековите права, дека има дискриминација, дека се тоа граѓани од втор ред. Апсолутно не е точно може да се каже дека е обратно. Дека македонските граѓани во Тетово се граѓани од втор ред, бидејќи сите бизниси, сите други институции, државни и приватни, ги држат граѓаните македонци од албанско етничко потребло. Така што поради тоа е падната тој рейтинг, бидејќи граѓаните гледаат што се случува, дека тоа беше едно сценарио кое се одвиваше во 3 фази. Првата фаза беше предизборен инженеринг, втората фаза беше изборен инженеринг, она што се случуваше на денот на изборите и меѓу круговите, и третата фаза е постизборен инженеринг. Јас сум убеден, сигурен сум во тоа и сум видел некои докази непобитни дека и врз албанските партии во Македонија се прават притисоци. Сега можем да потврдам за некои, не за сите, меѓутоа се прават притисоци од страна на странските фактори, а добро знаеме дека тие ги почитуваат тие центри и ги почитуваат притисоците кои се прават врз нив, така што сметам дека овој резултат кој го направил Ири, кој е тука, и тоа е драстично, тоа многу ретко се случува. Значи, ние знаеме дека пред изборите партиите многу се доближија и разликата беше неколку проценти само, 3 до 5%. Сега фактички таа разлика е некаде над 10%, што е многу сериозен удар за партијата СДСМ, а и го прочитавме на порталите овие денови изјавата на Бранко Црвенковски дека партијата СДСМ е во сериозна криза и дека најдобро е за партијата сега да се тргне од партијата на Конгресот кој ќе се одржи Зоран Заев, му честита на храброста и истрајноста што е направил до сега. Меѓутоа тој смета дека кандидат и не сака да ја прави, нели, да става во неизвестност гласачите, односно симпатизерите и членовите на СДСМ, туку веднаш предлага кандидат за председател на СДСМ Стево Пендаровски, бидејќи во 2011 цела партија СДСМ освоила 280.000 гласа, а сите други заедно, Стево Пендаровски сам освоил 400.000 гласа, што е огромна разлика помеѓу него како поединец и целата партија заедно. А од друга страна, доколку има парламентарни избори, не верувам дека ќе се повтори овој резултат, освен ако повторно албанци, односно граѓаните албанци не гласаат за нели за СДСМ како што беше на минатите избори, во што не верувам, бидејќи како што рече еден албански аналитичар, доколку е тоа така, доколку довербата се сменила во меѓувреме и нема некои етнички разлики, тогаш и македонците е логично да гласаат за другите албански партии, што не е случај сега во Република Македонија. Професор, одиме на уште една тема. Ќе погледнеме еден прилог во продолжение кој што ќе го прокоментираме. Утврдените повреди на законите од страна на пониските судови се причината за поништувањето на решенијата за притвор на бизнисменот и сопственикот на телевизија Нова Сеат Кочан, соопштија од Врховниот суд. Председателот Јово Вангеловски вели дека одлуката е исправна и извршна и мора да се почитува. Председателот на Врховниот суд Јово Вангеловски стои зад одлуката на судот во врска со притворот на бизнисменот и собственик на ТВ Нова Сеат Кочан. Тој вели дека одлуката на највисокиот суд во земјата е исправна и извршна и мора да се почитува.
Вангеловски на денешен брифинг со медиумите нагласи дека со пресудата на Врховниот суд не го ослободиле Кочан од притвор, туку го укинале решението на Кривишниот совет на Основниот суд 1 и на апелација, со тоа што судот се произнел по барањето за заштита на законитоста против решението со кое е определен притворот. Со пресудата ние не го укинавме притворот, туку одлучивме по барањето за заштита на законитоста против решението со кое е определен притворот. Ние само ја оценивме законитоста на решението на пониските судови и најдовме дека барањето за заштита на законитоста поднесено од републичкиот јавен обвинител е основано и врз основа на тоа донесовме пресуда, бидејќи имало повреда на законите. Дел од експертите минатиот период коментираа дека Кочан е жртва на политички притисоци, а одлуката за притвор е политички мотивирана. Нивните оценки се дека СЈО предложи мерка притвор без реална потреба од тоа, со оглед на фактот дека се работи за предмет заснован исклучиво на тендерска документација. Со оглед дека Сеат Кочан е собственик и на ТВ Нова, во дел од јавноста на неговиот прогон се гледа и како обид да се замолчи телевизијата. Инаку одлуката за притвор ја донесе поранешната сопруга на министерот од СДСМ во бегство Владо Димов, Гордана Димова Спировска. За многумина таа е спорна до толку повеќе што Кривишниот суд веќе еднаш утврди дека нема основ за притвор, а потоа по жалба на СЈО, Кривишниот совет под палката на Димова донесе спротивна одлука. Професоре, на неколку пати ние како телевизија Нова, откако се случи тоа што се случи со нашиот газда, протестиравме пред специјалното јавно обвинителство. Баравме само да не остават да си ја работиме нашата работа. Законите се јасни, впрочем тоа го кажува и председателот на Врховниот суд и тие мора да се почитуваат. Сметате ли дека е ова политички прогон? Па јас сметам и така и кажа председателот на суд дека тие суштата воопшто не одлучувале дали постои тука, дали постои можност за притвор или не, туку за законитоста, дали воопшто може да се изрече мерката притвор во конкретниот случај. Значи тие одлучиле дека не може. И сметам дека вашите протести беа прв пат едно сериозно предупредување до СЈО, кое цело време се однесува, како да кажам, недржавнички, затоа што знаеме дека нели се нападна председателот на државата, председател собранието на државата, не се поднесуваше годишен извештај за потрошените средства. Се нападна дури обвинителскиот совет на кој тие треба според законот за СЈО да му одговараат. Значи конечно некој требаше да ги предупреди дека не се во вистинската насока, иако знаеме сите дека се работи за едно противуставно тело кое е донесено во согласност со 4 најголеми партии и само така може да се продолжи или да не се продолжи, меѓутоа гледаме дека ВМРО-ДПМН најавува дека нема да гласа за продолжување на мандатот, што значи дека за помалку од месец и пол ќе им помине мандатот на СЈО и ќе завршиме со ова, како да кажам, со овој циркус кој го приредуваат тие неколку специјални јавни обвинителки, бидејќи само останаа десетина луѓе, нели некои што не сакаат да влезат во тој лош филм, тие отпаднаа од приказната и веќе не се дел од СЈО. Таму има преку 100 вработени, а имате 10 јавни обвинители, што е нелогично, меѓутоа знаеме дека тоа обвинителство, како што си призна и специјалната јавна обвинителка, врви од непотизам, од партиски вработување и така натаму, нели внукот на Катица Јанева, таа јавно каже на топ тема дека е вработен таму и дека тоа не било непотизам, понатаму и други луѓе сега да не именуваме, значи кои се членови на партијата СДСМ, знаеме како се најавуваат тие, каде е сега СЈО. Значи месец-два воопшто не се појавуваат, а бараат продолжување на мандатот. Дали поднесува некоја кривична пријава, кој им пречи сега да поднесуваат? Затоа што сега не е политички момент, сега никој не им се јавил дека треба да се поднесува кривична пријава. И тука гледаме уште една работа, дека тој начин на постапување, како да кажам, слободно ќе го наречам зверски начин на постапување, одзема неколку животи веќе. Знаете дека се самоуби Коста Крпач поради прогонот кој тортурата кој нон-стоп му ја вршеа истражители од специјалното јавно обвинителство, а како што знам и Сеат Кочан, собственикот на телевизијата, е во лоша здравствена состојба и е хоспитализиран. Треба ли сега ние да дозволиме да и други луѓе си го нарушат здравјето, знаеме дека има и други со нарушено, меѓутоа овие се сериозни нарушувања, значи да не се интервенирало на време, кој знае што би се случило со човекот, а еве Врховниот суд ви кажува дека апсолутно нема нема тука и сега треба да се види како таа судика за која знае целата јавност дека е блиска до СДСМ, можела да донесе таква одлука,
нели не треба да се мешаме во одлуките на судовите, меѓутоа сепак треба да се преиспита ако веќе немало ни причини, ни услови за тоа, тогаш треба да се види и советот кој одлучува во апелација и првостепениот совет во кривичниот суд на основа на кои факти ја темела таа одлука и евентуално да се поведат одредени постапки против нив пред Републичкиот судски совет кој е надлежен за прашања кои се однесуваат на однос на работењето на судиите. Професоре Даштовски, ве слушнав дека не треба да се мешаме во работата на судиите, но Зоран Заев најави реизбор на судии. Па да, јас го коментирав тоа неколку пати, реков дека нели елементарна работа што важи во сите демократски општества, во сите демократии е поделба на власта, извршна, законодавна и судска власт. Затоа и толку сериозно се бараше да се прочисти Републичкиот судски совет од кадри кои се од извршната власт, како што беше она да излезе од Републичкиот судски совет министерот за правда кој по службена должност беше таму, се сметаше дека се прават одредени влијанија. Тоа исто така таа одлука беше донесена во реформите 2005 ми се чини, кога се правеа реформи со кои министерот за правда требаше да влезе по службена длъжност во Републички судски совет. Значи тоа сега ВМРО ДПМН во согласност со другите партии го отклони и не дозволува мешање на извршната власт во судската власт. Тоа би требало така да остане. Меѓутоа, од друга страна, според законот за судовите, значи судијата извршува својата функција доживот. Значи, како вие сега сите ќе ги менувате, тоа е нелогично. Мислам дека треба да се консултираат прво во партијата што ќе изјават и понатаму, ако зборуваме за законот за Републички судски совет, таму децидно стои дека судиите ги избере и ги разрешува Републичкиот судски совет. Значи, тие ќе му ги одземат сите ингеренции на единствениот орган што е надлежен да се грижи, да ги избере и да ги разрешува судиите. И тоа токму сега во овој момент кога нели почна да функционира она со судската академија. Дури се смета дека премногу тешки се условите да се стане судија, за да може некој да стане судија, така што Републичкиот судски совет уште не знам од пред колку време почна да постапува точно по тие правила. Значи покрај не знам правен факултет, па не знам магистарски студии, правосуден испит, пракса од 2 години, треба да се полага и тој испит за судии во Академијата за суди и дури тогаш може, значи тоа се исклучително тешки услови за да се стане судија. Вие, само ќе ви дам еден пример, ја уште 1997 година, кога бев адвокат, престојав на еден студиски престој во Единбург, Шведска, и таму ни кажуваат дека кога се станале унија со Англија, односно Велика Британија, која се создала, негде таму во 18-тиот век, све им смениле англичаните. Значи им смениле парламентот, станал во Лондон, почнал, значи и за едните и за другите. Владата и така натаму. Само не им го дирнале судството. Бидејќи ваква радикална промена во судството ќе значи дебакал за судството, односно судството многу послабо ќе работи. Вие можете да замислите сега сите судии да се сменат, треба предметите што се работат да застанат автоматски во место и со месеци треба да добијат нови бројчиња, бидејќи нели треба да се реизберат судиите и треба да ги прераспределат повторно предметите. И тоа ќе биде, значи, враќање назад неколку години. А од друга страна ви имаме ситуација кога поради промените, мислам дека стотина промени направи ВМРО ДПМН во судството и сега имате вие кога ќе отидете на суд ви даваат CD. А јас пред, например, 2005-та, кога се одеше на суд, не се даваше ни записник тогаш. Значи, она што се куца во текот на судската расправа, па да ви го дадат. Сега ви дадат CD и вие можете да си го ставите CD во лаптопот или во компјутерот и да си работите на него. Например, пишувате жалба и тоа ви е попрегледно. Значи, толку драстични, радикални програми се створија, значи, промени се створија, затоа фактички и порасна бројот на решените предмети. Значи, статистиката, ако ја земите, тоа е не знам колку пати, сега да не карикирам, е повеќе решавање на спорови, отколку што беше тоа порано. И сега вие сето тоа сакате да го понишните, што е неверојатно. Јас претпоставувам дека немаме ние овде толку квалитетни правници, па некои други судии да избереме. Претпоставувам дека тоа ќе се работи за судии од 10, 20% или до 30% максимум, кои ќе бидат извадени од
таа бројка и ставени некои нови луѓе. И поради тоа сметам дека тоа е чисто мешање во судската власт од страна на извршната, односно законодавната власт, бидејќи ќе мора да биде донесен некој друг закон, инаку нема начин како да се сменат судиите. И тука е некаде крајот на овој разговор. Ви благодарам, професоре Даштевски. Тоа беа неколку теми кои што ги одвоивме денеска, најактуелни за кои што прокоментиравме. Ви благодарам за тоа.